Почитувани, дали сопругата на Реджеп Исмаил била специјален советник во МНР кога владата ја предводеше Зоран Заев, во време кога беа потпишани срамните договори со Бугарија и Грција? По информација добиена од свиркачи, сопругата на Реджеп Исмаил била специјален советник во МНР, додека председател на таа влада беше Зоран Заев, односно предводена од СДС и ДУИ. Ангажманот на сопругата на Исмаил како таков не е проблематичен, туку е контрадикторен со ставовите на левица, бидејќи тие се против договорите со Грција и Бугарија, а таа била дел од преговорите во тимот на Заев, односно на СДС и ДУИ, кои ги потпишаа овие срамни договори на штета на македонскиот народ. Од тука се поставува прашањето: дали левица и Реджеп Исмаил го делат истото мислење? Дали Реджеп Исмаил пред јавноста вели дека е против договорите со Грција и Бугарија, а во позадина ги одобрува овие договори? Дали Реджеп Исмаил е против Европската Унија и НАТО, или тоа е само маркетиншки трик за во јавноста? И најважно, дали со ова се потврдува коалицијата на СДС, ДУИ и Левица? Левица и со ова потврдува дека и во раководството изгледа сите не го делат истото мислење. Додека Апасиев се труди од петни жили да каже дека договорите со Бугарија и со Грција се штетни, Исмаил истите ги одобрува и поддржува. Лицемерието и дволичноста на Левица и на Исмаил повторно се докажува. По ова јасно е дека тие се интересираат само за нивните цели, а не за македонскиот народ. Ви благодарам.